Обвинителката Ленче Ристовска поднесе оставка од функцијата јавен обвинител, наведувајќи дека повеќе не гледа простор за работа ниту перспектива за делување во согласно со своите професионални принципи. Во своето образложение, Ристовска истакна дека јавно обвинителската функција ја доживувала како повеќе можност за придонес кон подобрување на системот, особено преку работа на случаи поврзани со висока корупција и криминал. Таа посочи дека во текот на кариерата се соочувала со бројни обструкции, вклучително и притисоци, влијанија врз сведоци и институционални пречки кои, како што вели, биле насочени кон попречување на правдата и избегнување одговорност од страна на моќни поединци. Ристовска нагласи дека незината намера била да ги заокружи своите заложби преку кандидатура за државен јавен обвинител со цел за јакнување на институцијата и незината независност. Како една од причините за оставката ги наведе и последните одлуки на Советот на јавни обвинители, кој ја отфрлил незината представка за напад врз интегритетот, како и одлуката на државниот јавен обвинител за повлекување на овластувањата за застапување во клучни предмети. Според Ристовска, овие постапки сериозно ја ослабуваат позицијата на обвинителството и создаваат ризици за исходот на предметите, поврзани со висока корупција и криминал, што како што истакна е спротивно на незината визија за независно и професионално обвинителство. Државниот јавен обвинител Ненад Савески реагираше по оставката на обвинителката Ленче Ристовска, изразувајќи жалење за незината одлука и истакнувајќи го својот став за работата и организацијата на јавното обвинителство. Савески изјави дека не сака да коментира лични одлуки, но дека лично бил информиран за оставката преку SMS порака по незиното поднесување, додека причините за истата ги дознал од медиумските објави. Тој истакна дека со овој акт јавното обвинителство останало без колешка од која очекувал значаен придонес, особено во незината улога на обвинител за врски со Европравда. Савески посочи дека одлуката што ја донал за отповикување на сите овластувања дадени од претходните јавни обвинители не е персонална, во никој случај не е насочена кон работата на Ристовска, туку дека се работи за организацијска мерка со цел ефикасно постапување на институцијата. Тој нагласи дека сите јавни обвинители треба да работат со професионален интегритет без политички влијанија. Исто така упати повик да општествено влијателни субјекти да помогнат во создавање атмосфера што го почитува угледот на обвинителството, што е важно за правата и слободите на граѓаните. Министерството за одбрана денеска го објави новиот јавен оглас за прием на 300 професионални војници во служба на македонската армија. Општите услови се да се македонски државјани, да се полнолетни, да имаат посебна здравствена и физичка способност, посебни услови да имаат завршено средно образование, да не се постари од 25 години на денот на завршувањето на огласот за прием на професионални војници. Како и сите останати детали се наведени во јавниот оглас, кој е објавен на веб страницата на Министерството за одбрана. Јавниот оглас трае 15 дена, вклучувајќи годинот на објавувањето. Министерството ги повикува сите млади заинтересирани граѓани да ја искористат оваа можност да работат во служба на татковината и да бидат дел од армијата, која нуди стабилна и сигурна кариера, континуирана опука и личен развој на тимски вештини и вистински вредности, велат оттаму. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека во периодот од 1 до 31 март 2026 година на подрачјата каде се поставени камери од системот Безбеден град биле регистрирани вкупно 26.241 прекршок. Најголем дел од прекршоците биле за управување со возило со брзина над дозволената, додека за минување на затворен сигнал констатирани биле 70 прекршоци, што представува намалување од 68,2% во споредба со февруари. Во март системот регистрирал 941 прекршок за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола. Исто така изречени се 544 мерки за забрана за управување со возило, што бележи намалување од 16,7% во однос на претходниот месец. Од нив 70 мерки се за минување на црвено светло, 474 се за брзо возење, од кои 362 се за брзина поголема од 80 км/ч во населено место, 70 за брзина поголема од 10 км/ч над сопственото ограничување на возилото и 42 за брзина поголема од 170 км/ч во ненаселено место. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и пропишаните ограничувања со цел поголема безбедност на патиштата.
Денес не зборуваме само за еден инфраструктурен проект, денес зборуваме за нешто многу поголемо, за поврзување, за стабилност и за иднината на двете држави во рамките на европското енергетско семејство, изјави премиерот Христијан Мицкоски на поставувањето на камен темелник на 400 киловолтен далековод од Битола 2. Далеководот Битола-Елбасан, долг околу 100 километри, ја воспоставува последната недостасувачка врска со соседните електроенергетски системи. Мицкоски посочи дека ова значи поголема енергетска сигурност за граѓаните, стабилност за стопанството и повеќе можности за развој. Премиерот нагласи дека проектот се соочил со бројни предизвици, вклучително одложување, промени на цените, непотпол напредок на теренот. Одлуката за раскинување на претходниот договор и изборот на нов изведувач биле направени со транспарентна постапка и поддршка од меѓународни консултанти и ЕБОР. Со овој проект за прв пат стануваме целосно поврзани со сите соседни електроенергетски системи. Тоа е проект кој ќе донесе баланс, сигурност и можност за интеграција на нови извори на енергија, порача премиерот. Иранските вооружени сили пораџаа дека војната против Соединетите Американски држави и Израел ќе трае се додека непријателот не биде целосно поразен, доведувајќи ги во прашање тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп дека конфликтот би можел да заврши во наредните неколку недели. Портпаролот на иранската војска предупреди на можност за понатамошна ескалација на конфликтот со Соединетите Американски држави и Израел. Војната ќе продолжи до предавањето на непријателот и неговото трајно каење, порача тој. Изјавата следува по обраќањето на американскиот претседател Доналд Трамп, кој изјави дека конфликтот би можел да заврши за 2 до 3 седмици, но не прецизираше како тоа би се постигнало. Трамп исто така се закани дека ќе го врати Иран во камената доба, што е зголеми загриженоста за можна ескалација на односите. Конфликтот кој започна крајот на февруари оваа година сериозно ја дестабилизира состојбата на регионот на Блискиот Исток, со напади врз војни цели, инфраструктура и трговски бродови. Особено погоден е Ормускиот теснец, клучна поморска рута за глобалното снабдување со нафта, каде што нападите речиси го запреа сообраќајот, предизвикувајќи раст на цените на енергенсите. Изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп за НАТО алијансата, кои во последните месеци ја доведуваат во прашање улогата и целта на алијансата, предизвика загриженост во европските политички кругови. Шефицата на европската дипломатија Каја Калас во изјава за естонската телевизија ЕТВ оцени дека ваквата реторика може да укажува на политичко незадоволство или на долгорочно планирани потези за слабење на алијансата. Таа посочи дека Европа значително ги зголемила своите инвестиции во одбраната и презела поголем дел од одговорноста во алијансата, што ја доведе во прашање оправданоста на критиката на Трамп. Трамп во своите пораки меѓу другото го опиша НАТО како хартиен тигар, изјави дека сериозно ја разгледува можноста Соединетите Американски држави да се повлечат од алијансата, што дополнително ги зголемува стравувањето за стабилноста на трансатлантските односи и безбедносната архитектура на Западот. Европските лидери оценуваат дека реториката од Вашингтон, особено во време на зголемени глобални безбедносни тензии, создава несигурност и отвора прашања за иднината на Западната алијанса.